Денешната конференция има за цел да имаме информации, т.е. от представниците от сите заедници, от јавниот сектор, от невладините организации, да имаме нивни видувања околу законот за електронска електрична опрема, кој заправо веќе 2 години е во функција, меѓутоа има значајни проблеми околу неговата имплементација. Така што денешната конференција ќе ни биде при помош за да оѓаме решенија како ќе постапиме по натаму со овој закон. Па клучните проблеми се според наши сознанија дека се во локалната власт, тоест околу имплементацијата на законите има проблеми, значајни проблеми со јавните комунални предпријатија и се разбира дека најголеми имплементатори на овој закон се општините. Прашањето беше дали Југохром постапил според заклучоците на владата кои беа дадени пред 6 месеци. Ви кажувам дека тоа што го кажав пред неколку дена, дека за тие 6 месеци представниците од Југохром не постапиле, значи не направиле видни чекори околу имплементацијата на оперативниот план, така што се очекува да се одржи седница по ово прашање и да се завземе став за понатаму. Начелно, според некои непотврдени информации, околу 90% од тој отпад се депонира во депониите. За жал, кој отпад може да се рециклира, меѓутоа не се рециклира, не може да се употреби понатаму. Та цел на ова конференција е да ги подобриме тие услови, во исто време и јавната свест на граѓаните да биде уште повисока, исто така и на раководителите на јавните комунални предпријатија и на градоначалниците. Како што кажа министерот, законот е веќе во имплементација, меѓутоа во пракса наидуваме на поголеми тешкоти и во смисла на тоа ние како ФЕЛА преку Стопанската комора ја организираме оваа конференција да му дадеме поголема важност на имплементација на законот, бидејќи покрај тоа што се работи за материјали кои може да се рециклираат, се работи и за опасни материјали кои за жал завршуваат на депониите. Во смисла на тоа е организирана оваа конференција и имам чест да кажам дека на некој начин соорганизатор ни е Маđарската амбасада, која не почести со присуство лично на амбасадорот. Имаме гости од Маđарска, каде што исто овој закон се имплементира, кои ќе ни извршат презентација како се имплементира законот во Маđарска, кои се позитивните, а кои се негативните работи од имплементација на istio закон. Magyar Nagykövetség szívesen és örömmel vállalt szervezői feladatokat ennek a konferenciának a megszervezésében. Унгарската амбасада со задоволство прими поканата да учествува во организацијата на оваа конференција. A mai konferencia nem a máról, hanem a jövőről szól, de már mára is ad bőven feladatot. Денешната конференција не зборува за денес, туку за иднината, но веќе денеска ни постојат големи задачи во врска со ова. Gratulálok a macedón törvényhozáshoz, a macedón kormánynak ahhoz, hogy egy EU standardek szerinti elektronos hulladék kezelésről szóló törvényt alkotott. И честитам на македонската држава што направи и донесе закон во склад со европските норми и стандарди во врска со справувањето со електронскиот и другиот вид на отпад. Szívesen nyújtunk segítséget és adunk át tapasztalatot a végrehajtással kapcsolatban. Ние со задоволство ќе учествуваме во помошта на реализацијата на овие задачи и ќе се обидеме да дадеме добри совети за таа насока. Meggyőződésem, hogy a környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás elválaszthatatlan kéz a kézben járnak. Јас сум длабоко убеден дека заштита на животната средина и исправување со отпадот се стриктно поврзани и фактички одат рака под рака.
környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokban pedig előre kell, a jövőbe kell tekintenünk. A Magyar Nagykövetség ebben már az elmúlt évben is kezdeményező volt. Во однос на заштита на животна средина мораме да бидеме проактивни, мораме да гледаме напред во иднината и унгарската амбасада веќе еве и во ланската година презеде некои активности во таа насока. A Magyar Nemzeti Kereskedőház Macedón partnerével, az Eco Clubbal közösen a Magyar Nagykövetség kihelyezett Tabanovce és Gevgelia közötti útszakaszon, valamint Skopje és Kicsevó közötti útszakaszon 200 olyan hulladékgyűjtő kukát a parkolókban, amely azt gondolom, hogy jelentősen hozzájárul a környezetvédelmi helyzet javításához. Заедно со партнерот на Национална трговска куќа на Унгарија, тука во Скопје со Еко клуб, амбасадата на Унгарија лани на автопатиштата на потегот од Табановце до Гевгелија и од Скопје до Кичево има поставено 200 канти за отпадоци на сите паркинг места каде што сметаме дека со тоа придонесуваме до заштита на животната средина на тие потези. Az elektronikus hulladék különösen veszélyes és különösen értékes. Електронскиот отпад е особено опасен, но од друга страна особено и вреден. A hulladékgazdálkodás azon különös feladatára szeretném felhívni, hogy ráirányítani a figyelmet, azon túl, hogy a hulladékot kezelni kell, tárolni kell, megsemmisíteni és újrahasznosítani. Би сакал да обрнем внимание на стопанисување со отпадот во смисол дека покрај тоа што има потреба да се собира отпадот, да се складира, да се уништува или да се рециклира. Tehát ráirányítani a figyelmet arra, hogy ezen túl a környezettudatos nevelés talán a legfontosabb, hiszen évek kellenek ahhoz, hogy változzon ezzel kapcsolatban a polgártársainknak a gondolkodása. Значи, покрај сето тоа многу е битно да се подига нивото на свеста на луѓето и воспитувањето на младите генерација за потребата за зачувување на животната средина, бидејќи на тој начин само може да се подигне нивото на здравјето на нашите сограѓани. És nem akarok miniszter úr fogadatlan provokátora lenni, de azt gondolom, hogy az oktatásnak és a sajtónak is van ebben jelentős feladata, és sokat tud segíteni. Не би сакал да го провоцирам со тоа господинот министер, но лично сметам дека во реализација на оваа задача, огромна задача има и образованието и медиумите. Köszönöm szépen!